Јас сум Весна Дамчевска и во наредните 20 на минути ви посакувам пријатно слушање со мојот гостин Фатмир Битичи. Добро дојдовте, господин Битичи. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ние обично разговараме за економски теми во блокот разговори што јас ги водам, меѓутоа Битичи е поранешен вице-премиер за економски прашања, потоа сега практеник актуелен од редовите на СДСМ, така да не можеме да избегнеме политиката, особено што имаше едно реструктурирање на раководните места во партијата. Вие не сте на таа листа. Зошто? Јас сметам дека исправниот начин на гледање на политичко обкружување во овој момент не е на гледање од призма на поединец, дали јас ќе се најдам во раководна позиција. Во суштина, во овој момент се наоѓаме на една голема раскрсница политичка, на политичкото пребрежје во Македонија, во која што власта на автократен начин се обидува да ја цензурира опозицијата. Дури ќе кажам дека сме на праг на политички прогон на сите неистомисленици. И прашањето е како ќе се поставиме наспротив овој момент, а не како ќе се поставиме лично во одредената политичка партија. Јас сум социјалдемократ по уверување, активен сум во собранието во позицијата на пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ќе останам како таков да се борам против секој еден момент на кој што се одзима зборот на граѓанинот, вклучувајќи на политичките актери, во кој што се обидува да се постави одредена цензура затоа што вистината очигледно боли. И затоа одговорот на прашањето ќе биде не е битен Фатмир Битичи дали ќе биде во одредено раководство, туку како чинители, како политички чинители, дали ќе успееме да стигнеме до граѓанинот да ја покажеме вистината во Македонија. Вистината е дека во овој момент сме под сериозен удар на демократските основни принципи, а тоа е слободата на говор, слободата на изразување на секој еден и укажување на вистината каде државата оди, а очигледно дека државата не оди во добар правец. Дали треба едно посериозно реорганизирање во самата партија, не само можеби од кадровите, можеби од политиките, начинот на водење? Прочитавме вчера, нели, еве од вашиот сопартиец Шилегов, кој што рече да јас сакам, нели, и лидерот да се смени затоа што треба нешто повеќе да се направи. Значи, јас сум поборник и гласен говорник и внатре во партиските форуми, кај што тоа го зборуваме, но и во јавноста дека Социјалдемократскиот сојуз треба да на следниот конгрес веќе, кој што е закажан за во јануари, да зборува за следниот концепт на делување на партијата, кој што јасно ќе биде насочен на идеолошката определба, социјалдемократската определба на партијата, заснована на вредностите на социјалдемократијата. И тоа е тоа што јас го очекувам на конгресот. За жал не сметам дека е добар моментот да има препукување на било кого, на истомисленици и неистомисленици за одредени кадровски решења. Сметам дека партиските органи се и партиските форуми се местото кај што треба да се разговара за секој едно отворено прашање, па вклучувајќи и на кадровските прашања. На крај на денот не треба да забравиме дека ние сме сите тамо, луѓе кои што докажале дека социјалдемократските вредности ни се над се и сме покажале дека не секогаш ни е битно дали позицијата поединечна на определените луѓе е најбитниот момент. И затоа сметам дека и другарот Петре Шилегов и други другари кои што искажуваат одредени несогласувања, има простор во кој што ќе треба се ово да го кажеме, а тоа е предстоечкиот конгрес во кој што јас имам очекување дека ќе биде осознаен новиот концепт на делување со широка поддршка на членството и на делегатите на конгресот. Да преминеме на економијата. Сепак таа е суштина на секојдневното живење, па и она како се креира политиката се гледа во економијата. Еве сега ги погледав
Последните резултати за 17 декември, оној бројчаник што врти на Министерството за финансии, а кој што покажува реализација на буџет, приходна страна точно 88,4% приходи. Што мислите за ваква бројка на собрани пари? Очигледно ќе се заврши најмногу што би можело до 90 евро, уште 15 дена, ако сите фактури стигнат. Моето предвидување 10 дена пред денешново интервју беше дека годинава ќе завршиме некаде на 90% реализација, што сметам дека е поразително за било која влада, затоа што се обидов да се навратам. Тоа е над 500 милиони. Па да, кога зборуваме со реализација, но во економијата ние вообичаено зборуваме со релативни бројки. 90% не можам да најдам друга година наназад од независноста дека некоја влада имала таква слаба реализација. Затоа што тоа ти укажува дека во суштина при планирањето имаш и текако големи грешки направено. А ако гледаме од аспект на средства кои што ти не достигаат, 10% се некаде од прилика преку 600 и нешто милиони евра. 630, 640, зависи колку. Но еве да заокружиме на 600 милиони, да ти не достига 600 милиони, знаејќи дека 600 милиони веќе ти се во дефицитот обезбедени, тоа е 1,2 милиарди. Имаш промашување во буџетот, што е сериозен голем проблем при планирањето и тоа не би требало ни една влада. Значи таму дефинитивно укажува дека имате сериозен проблем со економската активност, имате сериозен пат на потрошувачката, имате сериозен пат на извозот, на увозот, различните категории, тоа што од каде што доаѓаат, затоа што овде, ако ги видите каде не достигаат пари, во суштина не достигаат на таму кај што сериозно владата се обидуваше да направи помак. Немојте да забораваме дека капиталните инвестиции одвај надминуваат 50%. Сега 50% некој ќе каже, па добро, во ваше време, затоа што сакате, ние сме со ребаланс и ова е со ребалансот е на 50%. Ние со ребалансот секогаш стигнувавме над 80% реализација и јас сум бил гласноговорник и тогаш укажувајќи дека за жал ние мораме да ги јакнеме институционалните капацитети. Државата нема капацитет да спроведе големи инфраструктурни проекти и капитални инвестиции со сегашниот момент на како тие се спроведуваат и еве го резултатот на тоа што го зборев и претходно. Таму не достига скоро 380 милиони евра на капиталните инвестиции. И тоа е навистина големо промашување. И јас да сум на другата страна, сериозно би се заплашил за тие кои што го правеле планот, дали навистина се на висина на задачата, а тоа укажува и зошто беа критиките насочени од наша страна за 2026, кој што се надевам дека ќе збориме. Да. Вториот момент е тоа што ние цело време го зборувавме, дека државата е сериозно заглавена во долгови кон стопанството, на пристигнати и неизмирени обврски, на невраќање на ДДВ, цената е да имате намалени приходи. Затоа што во овој момент оваа категорија на пристигнати но неплатени обврски плюс должење по основ на ДДВ е приближно 1 милиарда. И затоа во суштина сваќате дека не можете вие да го прекинете циклусот, ланецот во кој што сте клучна алка во стопанството, да не плаќате, а да очекувате дека ќе имате поголеми приходи и за жал резултатот е таква слаба реализација на буџетот. Како понатаму отворени прашања многу. Може би затоа, а може би и поради финансиска дисциплина, така велат. Но, нели буџетските корисници добија известување дека до 15 декември треба да ги затворат налозите за плаќање. Образложението на владата е да не чекаме до последен момент, не можеме да платиме. Меѓутоа, дали вие сметате, каков е вашиот став кога гледате вака однадвор, а сте биле во дело?
од Јас владата? сметам дека тоа е панична одлука на Министерството за финансии, во кое што гледа дека ќе може да имаат сериозен, уште полош резултат на крај на годината и носи одлука Министерството за финансии, Министерката за финансии, во кое што вика дека на 15 се затвара трезорот, за да не се направи притисок на сите институции за да спрема тоа што има за плаќање, ако воопшто имаат. Затоа што едниот момент е на достасаните уврски и да ги спремите за плаќање. Вториот момент, ако немате ликвидност, нема со што да платите. И приморани на слаба ликвидна страна, на слаба ликвидност, вие сте приморани да видите колку е чергичето долго, за да знаете како да го закрпите. И они тоа во суштина се обидат да го направат. И јас од прв момент искоментирав дека тоа не е возможно во една нормална држава, вие да имате затворен трезор од 20 на дена, затоа што се доведува во прашање елементарното функционирање на државата. Затоа што затварањето на трезорот на 15 ќе значи дека до 8 следната година скоро ќе биде целосно затворен. Така да ние секако каде и да веќе се приближуваме крај на годината, ќе видиме наскоро кои се сериозните и кои се вистинските причини за таквата најава. Ако имаме таква лоша реализација на приходна страна, лоша реализација на капитални инвестиции, искрено кажано не паметам некогаш, може би поправете ме, дека толку ниска реализација имало. Не, на севкупни капитални инвестиции на ниво од 52% не сме имале. Јас не паметам исто. Меѓутоа веќе имаме, само што велите, наскоро ќе почнеме да трошиме буџет за 2026 година, високо испланиран, околу 6,7 милијарди евра. И сега дали е добро планирањето сега за наредната година? Може ли да бидеме оптимисти дека толку пари ќе собереме? Може ли да бидеме оптимисти за 3,8% нели економски раст? Или пак е популистички, или пак е реален, не знам. Јас сметам дека буџетот е преамбициозен, нереално предвиден и спланиран. Тешко да постигнеме целосна реализација и на приходна и на расходна страна. И дури вие првиот знак за тоа е дека следната година имате реално пониски капитални инвестиции наспроти сегашната 2025. Да, и тоа доста пониски. Да, така. Од друга страна имате буџет во кој што 90% ги покрива теконите расходи. Што ако не се исполни, ќе значи сериозни потешкоти во покривање на елементарните потреби на општеството. Кога велам елементарни, ја никош не сакам да правам да паничам, нит да креирам паника кон другите, но елементарните потреби се и секогаш се обидувам да направам паралела со едно семејство, а тоа е основните работи кои што сакал или не сакал на први секој месец ќе мора да имате средства да ги покриете. А тоа е струја, вода, некои основни намирници, па да може да живее едно семејство. И овде во државата основните намирници се плати во јавниот сектор, пензии, социјална заштита и понатаму други оперативни трошоци на институциите. И јас во една прилика кажав дека буџетот за 26-та ми личи на предизборен буџет, затоа што средства има до средина на годината, ништо повеќе од тоа. И тогаш ќе видиме ребаланс, ама најверојатно од кога ќе бидат одредени други моменти клучни за да се реализираат, за да добиеме реалната слика каков ќе биде буџетот. Во основ на растот предвиден, он се заснива на две работи. Се заснива на капиталните инвестиции, на јавните инвестиции и целиот товар, тежиште е ставено на тоа, и второ на приватната потрошувачка, кој што за жал не им оди најдобро, затоа што да, може би имате зголемена приватна потрошувачка, но со зголемената инфлација
тие во суштина малте не се ни чувствува како таков, затоа што инфлацијата тера да се троши повише. И сметам дека може би бројките не се нешто високи и може да се реализира следната година, но севкупно населението ќе биде посиромашно од оваа година и во наредната година, а деловното обкружување ќе биде уште попроблематично. Доказ за ова е најавата на претседателката на државата, која што за прв пат во навестувањето што очекува за 2026 не се случило до сега да претседател на држава каже да имаме подобро деловно обкружување, што укажува дека и она е свесна дека деловното обкружување во државата е сериозно разнишена и сериозно проблематична. И веројатно нејзините советници укажуваат дека еден од моментите, а тоа е директните странски инвестиции која ќе ти во третиот квартал беа со нето одлив, тоест минусни, е сериозен аларм за секоја една нормална држава која што следи и сака да расте многу побрзо. Рековте се темели на лична потрошувачка, меѓутоа ќе живееме полошо. Да. Од каде овој песимизам еве? Затоа што прво нема никакви механизми, нема никакви мерки, нема ништо за да се спречи изголемувањето на цените. Имате раст на цени, енормен раст на цени. Го имате законот за нефер трговски практики кои што одвај се обидува да почна да го спроведуваат, но далеку е од реалното спроведување. Вие за прв пат имате докажано картелско здружување во државата, на крај тие кои што се здружуваат за да договараат цени се казнуваат со смешни 50.000 денари, која законот е изречит, а тоа е може да биде до 10% на прометот годишен направен од секој еден субјект кој што се фатени во договарање на цените. И мислам дека има 50.000 денари или евра? 50.000 евра по субјект. Да. По прв пат се случува да вие докажете и кажете добро секако секој ќе го направи затоа што нивните профити се рачунат на неколку десетици милиони евра, а вие ги казнувате со 50.000, што укажува дека владата вистински не сака да работи за доброто и во интерес на граѓаните, туку на деловната заедница. Ја не сметам дека треба да бидете противник на деловната заедница, но треба да најдете добра основа во која што ќе го заштитите интересот на граѓанинот, а секако ќе овозможите адекватно деловно обкружување во кој што они ќе функционираат. И затоа сметам дека граѓанинот ќе плаќа се повеќе, но ќе живее посиромашно затоа што помалку ќе може да купи со истите пари. Дали мислите дека треба да се зголеми минималната плата или? Апсолутно да. Апсолутно да. Не заради ја не правам споредби со другите, но затоа што сметам дека работникот, нашиот граѓанин заслужува да биде достоинствено платен. Не се плашите од притисок врз нов инфлација? Не, затоа што сметам дека подобро е да се справите во среден рок со евентуален моментален удар па и во инфлацијата, отколку тоест краткорочно да се справите со тој феномен, отколку во среден рок да ги немате луѓето. Затоа што во овој момент држењето на минималната плата под секој еден просек во регионот, а далеку од тоа што е во Европската унија. Вие само една споредба, вчера читав еден извештај, ние сме на некаде 45% од минималната плата, просекот на минималната плата во Европската унија. Не можете да вие на вашиот граѓанин, да му кажете убаво е да живееш овде, остани затоа што се живее со 400 евра. Не. Затоа што на само 30 километри од границата, од Скопје, например, он може да заработи 500. 100 евра повише. На 150 километри ќе заработи 200 повише. На 800 километри ќе заработи двојна поголема плата. За истата работа, за истата продуктивност. Така да, ова се прашање кои што мора владата да се соочи
Јас сум бил поборник и претходно заедно со моите колеги и денеска сметам дека минималната плата, ако приватниот сектор не е спремен, а веќе слушам сигнали од приватниот сектор во кои што викаат да, ние сме спремни и за 500 и за 600 евра минимална плата, но државата треба да излезе веројатно со коректив во аспект на даноци. Ја, на пример, велам, еве го најидеалниот момент на воведување на прогресивно даночување за примателите на минимални плати воопшто да нема данок на личен доход. Зошто би ги даночеле? Затоа што севкупно ефектот, нето ефектот за државата ќе биде многу подобар од другите даноци кои што они ги плаќаат. Ке се вратиме пак на буџетските бројки за 2026 година. Дали влегуваме во еден магевсен круг на задолжување? Прашањето го темела врз основа на бројките 1,9 милиарди евра. Идната година треба да се задолжиме, буџетската дупка, самата разлика меѓу приходи и расходи околу 630 милиони евра и отплата на долгови. Да, 1,3. Така ќе биде и 2027, бидејќи така беше и во 2020, така и 2021, затоа што повеќе. За жал ние во 34 години не успеаваме да креираме систем во кој што економијата, тоест трошењето на средствата кои што ги прави владата, креира суфицит наспроти дефицит. Ние немаме таков период. Еден славен и доста зборуван позитивно колега Никола Поповски имаше суфицит. Така. И можеби тоа беше последниот пат кога тоа се случи во државата. Во принцип, само тогаш нема да влеземе во магичниот круг на задолжување. За жал, за 2026 имаме друг сериозен проблем, а тоа е затоа што во буџетот ги нема задолжувањата кои што беа најавени за големите капитални проекти. Тоест железницата 10 и клинички центар Штип и Скопје. Што идат преку јавното предпријатие, ама државата е гарант. Апсолутно. Така. Не е битно преку кого. Јавниот долг е севкупен. Само овие две инвестиции, најавени, чинат преку 2,3 милиарди од британските пари. Во буџетот не може да ги видите, воопшто, никаде. Во јавниот долг, секако, никаде не може да ги видите и затоа тоа што го слушаме во јавноста од владата, кој што вели, ама ќе се задолжиме 1,9 за да отплаќаме стари, секојаш така било. Ништо поразлично. Јас, да, се отплаќа евроврзница земена во 2020 и 2021, но тоа беше во време на COVID, кога мораше да се спасат 80.000 работни места. И не го кажуваме ние, го кажува Светскиот монетарен фонд, Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, дека ние тогаш моравме тоа да го направиме за да последиците не бидат уште поголеми. И низа на други мерки кои што мора тогаш да се направат за да колку толку се спасиме и да немаме... Дефинитивно тоа беше вонредна ситуација. И сега да ги слушате од оваа перспектива дека така наречените хеликоптер мани или пари од хеликоптер кои што ги дававме на граѓаните, на одредени сектори во стопанството и така натаму, дека не биле добри затоа што кој знае што се правило, е сулудно. Тоа е исто како да ви кажам од 5 години од денеска дали тоа што сте го направиле во 2025 како капитална инвестиција е добро или не е добро, или дали можеле на друго место подобро да се направат без притисок на било каква криза. Тогаш имавме сериозна криза во која што никој не знаеше на што сте. И затоа, за жал, 2026 од аспект на задолжување ќе биде и tekako полоша од предвидувањето кои што ги гледавме во буџетот 26, затоа бевме толку критични настроени и продолжувам да сум критичен настроен, затоа што сметам дека вистината мора да стигне до секој еден граѓанин. На крај на денот, да се надеваме дека ќе имаме животен век сите ние, кои што денеска сме активни чинители во политиката, но ние им оставаме на нашите деца и нашите деца заслужуваат да ја знаат вистината што им оставаме позади. Колку е реалниот долг кој што они понатамо ќе треба да го сервисираат наредните
години. Затоа сме повикани тоа да го правиме. Вие споменавте една бројка 2,3 милиарди евра од Британија за железница Железница и клинички центар. и клинички центар. Меѓутоа, вака никаде не видовме тоа со договор. Видовме дека подпишаат договор за 6 милиарди евра. Да. Министерката за финансии рече дека проект по проект така би се земале, дека е тој рамковен. Меѓутоа, од каде еве овие сега баш Затоа што 2,3 и каде се други проекти за 6 милиарди? Што уствари подпишавме? Па таму се подпиша една рамка до 6 милиарди финансирање. Првите проекти кои што се преговараат и веќе овие денови се испреговорени во Скопје, имаше неколку финансиски институции во Скопје со кои што преговараа. Дури еден од министрите на владата кажа дека е веќе подпишано, ама нема да го обзнанат, тоа ќе го обзнанат малце во подобри времиња, веројатно, мислејќи да помине лошата реализација на буџетот, па после ќе имаат нова тема за разговор. Според информациите кои што ги имаме, железницата чини 1,9 милиарди. Одредена британска банка е заинтересирана за да тоа го сервисира. Секако парите нема да дојдат веднаш 1,9 милиарди, но задолжувањето ќе биде 1,9 милиарди. Но и за железницата, и за клиничкиот центар, и Штип, и Скопје, за жал банките имале сериозни забелешки, а тоа е дека од првичното планирани средства, дека најмалку секој еден од нив ќе чини 20% повише од колку што било прикажано. И тоа веќе не става во ситуација сериозно да се размислиме дали навистина во овој момент е толку приоритетно да се внесат толку многу пари, например, во коридорот 10 на алтернативна рута за стока, и која што би чинала отприлика 2 милиарди евра. Наспроти, ние имаме региони кај што воопшто немаме железница во државата. Так. Ние немаме нит брза, нит спора железница во други региони, кои што заостануваат многу назад во целокупниот развој во државата, а имаме и други низа на битни приоритети кои што ако ги прашате граѓаните што е најприоритетно, дали да се возат со возот 160 км на час или да имаат канализација и елементарни добри услови за образование и за здравство, веројатно ќе ви кажат ovo второто. Да завршиме со кредитите, ти темава. Добро. Еве со унгарскиот кредит. Дали успешно се искористи милиардата? Каква ви е перцепцијата? Не. Јас најавив и у почеток и денеска со целосна убеденост дека унгарскиот кредит само покри дел од ликвидноста на владата, дека вие во овој момент се уште немате целосна реализација на унгарските пари. 500 милиони беа искористени да се плати стар долг, 250 милиони кои што требаше да пристигнат кај единиците на локална самоуправа далеку се од реализација. Мислам дека бидејќи не може да ги видите во буџетот, нит во извештајот на владата, но според тоа што можеме да држиме евиденција, далеку 1/3 не е потрошено од тие унгарски пари, иако помпезно беа кажани дека ќе стигнат 250 милиони. 250 милиони во стопанството, одвај, мислам дека последната 8 исплата беше направена, е пристигнато некаде приближно до 200 милиони. Так. Но тоа е далеку пак од тоа што беше најавено. И мора да знаете дека кога вие ќе бризгате кредити од 200 милиони евентуални во стопанството, дека мултипликаторот таму одзема одредено време. Не се случуваат промените веднаш. Ефектот не може да го видите, затоа што од друга страна па имате друг сериозен проблем кој што им наштетува на ликвидноста. А моите информации, затоа што се држат во тајност кои се корисниците, моите информации се дека повеќето од нив немаат добиено средства за инвестирање, туку има добиено средства за ликвидност, затоа што им несериозно им представува проблемот на ликвидноста на деловните субјекти. Така да се вкупно
Убаво звучеше 1 милиарда, но на крај зборуваме само за приближно ни 300 милиони евра кои што заврши финално и кај стопанството и кај единиците на локална самоуправа во овие 18 месеци од владење на ова владеачка структура. Господине Битики, ви благодарам што повторно се озвавте на нашата покана. Благодарам, ко секојаш спремен да зборуваме за вистината која што граѓаните заслужуваат да ја слушнат. Ви благодарам и на вас, следачи на Слободен печат, што повторно бевте со нас.